Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата Тавординација. Оваа Тавординација започуваме со информацијата дека во Струмичката болница пристигна магнетната резонанца, апарат за диагностика на различна палета на заболувања. Пациентите од целиот југоисточен регион веќе не мора да патуваат до Скопје или до клиниката во Штип за диагностика токму на магнетната резонанца. Во продолжение прилогот што следува. Чекањето со месеци на закажан термин за снимање на магнетна резонанца за жителите од југоистокот станува минато. Интензивно се работи со инфраструктурен зафат на просториите во Струмичката болница со цел адаптација, бидејќи апаратот бара специфични услови. Да им овозможиме на нашите сограѓани, на граѓаните од општина Струмица, па и пошироко во регионот, да добиваат што поголема палета на диагностички процедури и методи, се со цел да не патуваат во другите здравствени установи. Целта на ова магнетна резонанца, апарат за магнетна резонанца е токму да ги задржиме овде пациентите, да не патуваат надвор од Струмица. Министерството за здравство го обезбеди апаратот со цел жителите од југоистокот да не патуваат до Скопје или Штип за диагностика, која понекогаш не трпи губење време, со цел на времено лекување на пациентите. Едукацијата пак на лекарите ќе се одвива во неколку етапи во поголеми здравствени центри во државата, кои веќе работат со магнетната резонанца. Па јас мислам дека динамиката на подготовка на втората фаза од инсталација на апаратот за поголемиот дел е завршен, значи инфраструктурата и адаптација на просторот во претходните 2 месеци. Спрема динамиката која што се одвиваше во Свети Еразмо во Охрид, сметам дека во наредните 3 до 4 недели ќе заврши целосно инсталацијата на апаратот за магнетна резонанца, така да сметам дека во новата 2022 година пациентите ќе можат оваа услуга да ја добиваат во нашата болница. Струмичката болница покрај магнетната резонанца истовремено добива и 2 радиолошки технолози специјализирани во областа на едукација за представници од Филипс. Во земјава за едната година се планирани 10.000 дози вакцини за деца од 5 до 12 години. Каква е состојбата и колку вакцини на генерално ниво од Pfizer ќе пристигнат во земјава и како етапно ќе бидат распределувани? Слушаме од изјавата на портпаролот на владата Душко Арсовски. За да се заштити јавното здравје и за да се рестартира економијата како јавен интерес, владата вчера ја усвои информацијата за набавка на вакцини против COVID-19 за идната година. Утврдена е потребата од набавка на 500.000 дози од производителот Pfizer, во кои ќе бидат вклучени и педијатриските дози во количина од 1% од вкупниот број деца во Република Северна Македонија на возраст од 5 до 12 години, односно околу 10.000 дози. Од друга страна ќе ги следи и натаму сите препораки на Светската здравствена организација и ќе се води според овие препораки како и досега. Во однос на дозите, 10.000 дози од оваа педијатриска вакцина од Pfizer се иницијална количина, што не значи дека ако има интерес нема да се набават дополнителни дози. Вакцинацијата е важно да се укаже дека се одвива без закажан термин, значи единствен услов за вакцинација на малолетните лица е задолжително да дојдат со родител или со старател. И важно е граѓаните да знаат дека и со оваа одлука вакцини за COVID-19 ќе има во доволна количина, дека нема приоритизирање според возраста, хронични заболувања или критична инфраструктура. А во продолжение слушаме и директорката на Здравствениот дом од Струмица Љубица Митева, која зборува за новитети во Здравствениот дом, односно нови стоматолошки столови.
Со 4 нови модерни стоматолошки столови е опремена службата за превентивна стоматолошка заштита. Директорката Љубица Митева вели дека ова е прва инвестиција по подолго време во стоматолошкиот оддел. ЈЗУ Здравствен дом Струмица продолжува со успешните политики за подобро јавно здравје на сите граѓани. После долги години за прв пат се опремува и службата за превентивна здравствена стоматолошка заштита и службата за итна стоматолошка помош со 4 нови модерни софистицирани стоматолошки столови. Службата за итна медицинска помош и домашно лекување го зголеми и бројот на возила во возниот парк. Опремене со 2 нови возила за транспорт на пациенти, вели Митева. Но приказната не застанува тука. Во службата за ИМП и домашно лекување го обновивме возниот парк со уште 2 нови возила за транспорт на пациенти, а сега треба да пристигне уште едно санитетско возило до 15 декември со комплетна медицинска опрема. Со тоа сакам да изјавам дека Здравствен дом Струмица во рок од 2 години купи 5 нови возила, со тоа што го обнови возниот парк со 5 нови возила, сите купени од буџетот на Здравствен дом Струмица. Инаку во теќе и реновирањето на службата за итна медицинска помош и домашно лекување, а со тоа се подобруваат условите за работа и услугите за подобра превентивна заштита, вели Митева. И последна информација во ова издание на Тавординација ја издвојуваме изјавата на докторката Божинова од клиника Филип II, која што зборува за белодробните заболувања, односно карциномот на белите дробови, кој понатаму во светот и на светски рамки е лидер по смртноста по однос на карциномите. Ја слушаме доктор Божинова. Карциномот на белите дробови е еден од најчестите фатални карциноми во светот. Веќе неколку години наназад се смета дека од 5 смртни случаеви кои што починале од карцином на кои што починале од било која малигна болест, еден припаѓа на карцином на бели дробови. Исто така, според некои статистички податоци, се смета дека поголем број на луѓе умираат од карцином на бели дробови, отколку што е вкупниот број на смртни случаеви од карцином на дојка, карцином на простата и карцином на дебело црево. Па заради тоа и се смета дека карциномот е еден од водечките карциномот на белите дробови е еден од водечките карциноми кој што предизвикува смртност кај пациентите, мислам во светот. Постојат 2 типа на карцином на бели дробови. Едниот е неситноклеточен тип на карцином и другиот е ситноклеточен тип на карцином. Неситноклеточниот карцином на бели дробови е со по-добра прогноза и се смета дека не е толку агресивен, за разлика од ситноклеточниот карцином, кој што е доста агресивен, за жал е многу почест и некаде околу 85% од сите карциноми на бели дробови мислам припаѓа на тој баш ситноклеточен тип на карцином. Докторке, дали пушењето е главен ризик фактор за настанување на карциномот на белите дробови? Да. Се смета дека пушењето е еден од главните ризик фактори за настанувањето на карциномот на белите дробови и околу 80% од сите карциноми на бели дробови се кај пациенти кои што се пушачи и тоа долгогодишни пушачи. Меѓутоа, сепак не е тој единствениот ризик фактор кој што доведува до појава на карцином на белите дробови. Тука имаме и други ризик фактори, како што се радијацијата или зрачењето, така да кај пациенти кои што веќе примале радиотерапија или се изложени на некој друг вид на радијација, се смета дека многу почесто заболуват од карцином на бели дробови отколку другите пациенти. Како друг ризик фактор е аерозагадувањето. Знаеме дека кај нас во Македонија има доста загаден воздух што го дишиме и тоа сепак е еден од ризик факторите кој што го зголемува процентот на појава на карцином на бели дробови кај популацијата. Друг ризик фактор не е исто така загадености на просториите во кои што некои луѓе престојуват, ако не е добро вентилирана, ако има некои штетни агенси. Друг ризик фактор исто така не е постојат професионални ризик фактори. Тоа се
вработените кои што се изложени во некои погони или фабрики каде што се произведуваат или се преработуваат некои материјали кои што после нивната преработка се ослободуваат канцерогени материи, кои што канцерогени материи вработените секојдневно ги вдишуваат, а не се заштитени доволно и тоа исто така представува ризик фактори, таквите пациенти се поподложни за појава на карцином на белите дробови. Како друг ризик фактор исто така може да бидат некои белодробни заболувања како подлога или база за развој на карцином на бели дробови, како што се туберкулоза, фиброза, хронична обструктивна белодробна болест и друго. И да не го заборавам генетскиот фактор. Генетскиот фактор е исто така многу важен фактор за развој на карцином на бели дробови. Знаеме дека во некои фамилии, во поширокото семејство, може да има повеќе членови од поширокото семејство кои што ќе заболат од карцином на бели дробови, што значи дека и генетскиот фактор не е многу важен во појавата на карцином на белите дробови. Кои се симптомите? Како да ги препознаеме? Симптомите на карциномот на белите дробови, значи како главен симптом е кашлицата. Меѓутоа таа кашлица не е како кај другите белодробни заболувања, мислам обична кашлица, сува или продуктивна, туку карактеристично за карциномот на белите дробови е што кашлицата е со крвав испловок, значи има примесена крв во искашлокот и обично кашлицата трае подолго, пролонгирана кашлица е и наместо да се подобрува, значи се влошува. Како повеќе трае кашлицата се влошува. Освен тоа се јавуваат болка во градите при кашлање, болка при дишењето, отежното дишење, се појавува кај пациентот постојан замор, губење, едно необјасниво губење на телесната тежина, губење на апетитот и сите тие симптоми, значи ќе го натерат пациентот да се јави на лекар за да се направат понатамо некои потребни испитувања за да се постави диагноза. Како се поставува диагноза? Диагнозата на карциномот на белите дробови значи се поставува првично како мислам се земат анамнестички податоци кај пациентот, сите овие симптоми што ги набројав, потоа се прави нативна рентгенграфија. На таа нативна рентгенграфија може во почетокот да не се, мислам, на рентгенграфијата да се види некоја промена на белите дробови, меѓутоа со тоа ние не сме поставиле диагноза. Потребно е да се направат и други исследувања, како што е компјутеризирана томографија на бели дробови, која што кај нас во Жан Митрев диагностик ја работиме, имаме доста современ компјутер, со што со помош на контрастно средство се вбризгува и се прави компјутеризирана томографија и со неа таа е посензитивна метода и со оваа метода може да се види точно локализација, прецизно, да се види какви се карактеристиките на карциномот и за понатамо за да се пациентот понатамо упати дали ќе се прави бронхоскопија со кој што е наредна метода, кој што не е стандард за да се види каков карцином, за каков тип на карцином се работи, значи дали ќе се работи бронхоскопија со биопсија или трансторакална пункција или биопсија на промената што ќе видиме со компјутерската томографија. Друга метода може да не биде и магнетната резонанца, потоа може да се направи исто така кај пациентот како додатна метода и спирометрија за да се види колкав е капацитетот на дишењето, бидејќи како што кажа во симптомите кај таквите пациенти имаме и отежното дишење. Доктор Божинова, се лекува ли карциномот на белите дробови, односно како се лекува, кој е третманот? Третманот на карциномот на белите дробови многу зависи од тоа за каков тип на карцином се работи и во кој стадиум ќе се открие. Затоа е многу битно, значи, да се открие колку што е порано диагностициран карциномот на белите дробови и третманот е полесен, исто и прогнозата е подобра и има подолго трајно преживување кај пациентите. Значи, најчесто кога е во ран стадиум откриен карциномот на белите дробови, се прави хируршка терапија, значи хируршко лекувањето со операција, и тогаш може да се постигне некое подобро, мислам, лекување со подобра прогноза. Ако е во висок стадиум веќе,
по напреден стадиум карциномот, тогаш покрај хируршката терапија се додава хемотерапија, радиотерапија или заедно хемотерапија со радиотерапија. Постои еден понов начин на лекување на карциномите на бели дробови, тоа е така наречена целна или насочна терапија, која што се прави со моноклонални антитела и најнов тип на терапија кај карциномот на белите дробови е канцер имунотерапијата, која што во денешно време дава поголема надеж кај пациентите што се заболени од карцином на бели дробови, како и за нивните семејства, за подобра прогноза и поголем продолжување на векот на преживување кај таквите пациенти. Сепак би нагласила дека многу е важно да се препознаат симптомите, навреме да се препознаат симптомите, да се јави пациентот навреме на лекар, за да може навреме да се направат сите тие инвестигацијски методи што треба да се направат за исследување, да се почне колку што е можно порано со терапија, за да имаме подобра прогноза и подобар исход во лекувањето на пациентите со карцином на бели дробови. Со оваа информација ги завршуваме содржините предвидени за вечерва за ординација. Останете и понатаму со Канал Вест. Од мене до гледање.